Ederlezi. Ederlezi се слави кај турските народи, кои на овој ден го слават почетокот на пролетното напасување на стоката. Во Македонија и Србија овој празник го слават ромите. Со усвојувањето на христијанството, Ederlezi се совпаднал со Ѓурѓовден, кој исто така се слави на 6 мај. Кај некои народи, Свети Ѓорѓи се смета за заштитник не само на воините, туку и на сточарите и земјоделците. Иако, во животописот на светителот нема факти кои би укажувале на неговата поврзаност со земјоделието. Но на некој начин, древниот пагански празник се споил со христијанскиот и се празнува во ист ден. Значењето и ритуалите на празникот Ederlezi, кај гагаузите и на празникот во чест на Свети Ѓорѓи, кај народите од Балканско-Карпатскиот регион во многу нешта се слични. Вообичаено е Ederlezi да се слави во природа. Тоа е и почит на древните обичаи на предците, а празнувањето на пролетта е токму онаму каде што се чувствува најцелосно, обкружено со првото зеленило и цветни дрвја и ливади. Кај турскиот народ, стар обичај е на овој ден да се склучи договор меѓу сопственикот на стоката и овчарот. Жените ги испраќале своите мажи на пасиштата и им подготвувале залихи за храна за патувањето. За таа прилика се подготвувала гозба, на која неминовно се сложело курбан јадење од овчо или јагнешко месо. Девојките и жените наутро се миеле со роса за убавина на нивните лица, а исто така подоцна во текот на денот се капеле во водата во која биле потопени лековитите билки собрани тоа утро. За добро здравје. Исто така на овој ден се почитувала и ритуалната забрана за активности поврзана со остри предмети, па шиењето и кроењето биле забранети. Ederlezi традиционално се одбележува меѓу ромското население на Балканот од 6 до 9 мај. Ромите го презеле овој празник од другите народи, приспособувајќи ги празничните церемонии на нивните верувања. На овој празник тие го слават заминувањето на зимата и доаѓањето на нивната омилена сезона – летото. Пред празниците обичај е да се чистат и бојадисуваат куќите во разни бои. Се купуваат нови облеки и обувки, со цел да се промени начинот на кој се менува природата. Ден пред празнувањето на празникот, на 5 мај се оди во верски храмови во знак на благодарност на Бога. Истиот ден се собираат зелени гранки од топола и разни пролетни цветови и лековити билки. Со нив се украсуваат куќите, а лековитите билки се варат во вода во која подоцна се капат децата, за да бидат здрави како природата и високи како тополата. Во овие ритуали, гранчињата, цвеќињата и светата вода се символи на животот и пролета. Доцна попладне во рамките на празникот се колат јагниња. Овој празник трае 4 дена и се одбележува со посета на роднини и пријатели,
со многу музика и богата трпеза. Последниот ден, ромите излегуваат во природа, за да се збогуваат со зимата и со нетрпение го очекуваат доаѓањето на летото.